Ова е Ситора. Таа имала 21 година кога отпатувала во Сирија со незиниот сопруг, кој им се приклучил на милитантите на Исламската држава во 2015 година. Во гласовните пораки до незината мајка, Ситора го документирала својот ужас од војната таму. Ам хели хнукай, шамоли сахтай, барф боридестай. Свет нестай, ну хели айко кирасини даргирондем хуна чан одам пажаржде, ай тарсам, ана медом чико кунам. Ситора била пријавена за почината во 2018 година, но незината мајка не верува во тоа. Се уште се држи до надежта дека незината ќерка е жива, Сајора Фозилова живее во Германија. Таа исто така се бори да ги добие незините две внуки кои се родени во Сирија. نمیدونم کی میبینم همه آرزو دارم که نبرم و بگیرم و دا آورد تربیت خوب کنم. Кога милитантите на Исламската држава зазедоа големи делови од сириската и ирачката територија во 2014 и 2015 година, нивни приврзаници дојдоа од целиот свет за да и се приклучат на екстремистичката група. Меѓу нив и повеќе од 2000 таџикистанци. Фозилова прво дознала од синот дека меѓу нив е и Ситора. Я аксоша равон кад либосои сиёҳ пӯшидаги ростиямаш маҳкам буд. Тарсидам. Просто якам бор дидам тарсидам, я дахшат наметунистам ки да телефон нигоҳ кунам. Во рок од 2 месеца од нивното пристигнување, сопругот на Ситора бил убиен. Сириските, ирачките и меѓународните сили почнале офанзива, но милитантите имаа голема територија под контрола, брутално спроведувајќи екстремна форма на исламистичко владење. Фозилова вели дека незината ќерка била принудена повторно да се омажи. Незиниот нов сопруг бил друг таџикистанец, наречен Абу Давуд. Чанд дафа зада буд. Я дафа видео када буд акс гирифта буд ки чихевая Абу Давуд задагиаи сиёҳ буд танош бисёр азият дода буд. Мегуфтам ки илтимос Ситора яро шабиё аяму халос ша. Ситора имала 2 мали деца со кои избегала. Откако им се предала на курдските борци, таа завршила тука, во бегалскиот камп Рој во североисточна Сирија. Таму поминала 2 години, за кое време Ситора можела да остане во контакт со незината мајка. Потоа и се губи трагата. Ја испратила последната порака во април 2018 година. Нем хелиоча, просто махдум зих шидам сирано, давно надидам та тестарак брам пешет бибинум та мефурам. Зих ки зоруми. Боварам накни хаққай, боварам кини хақитай. Фозилова очаено бараше вести за својата ќерка, но кога дојде веста, беше од Абу Давуд и не беше позитивна. Тој рекол дека Ситора била екзекутирана по размена на затвореници меѓу милитантите на Исламската држава и курдските борци. бовар намекунам ки Ситора кушта шид. Гапира ки ман аслан бовар намекунам. Гапои аслан ягонташ рост нест. Абу Давуд подоцна бил заробен од турската војска и сега одслужува 21 годишна затворска казна во Таџикистан. Фозилова сега се бори за внуките. Едната е во државен објект во Таџикистан, но исчезна незината внука, 7-годишната Сафија. Фозилова верува дека е затворена некаде во Сирија. Таа е очајна да ја донесе на безбедно.